освен веб дизајн и ствари тоа е. Нема што друго сега да не направам. Одлично. Друг? Со управување со социјални мрежи, дизајнирање на одреден тип на фотографии, користење на мејл и Word, Excel, нели тие валјда спаѓаат под способности. Одлично, спаѓа. Тоа. Супер, другите? Другите немат способности. Комуницирање на мејл, отварање и управување на социјален профил. Одлично. Другите можете, што немате микрофон или камера, можете на чет да го ставите. Ќе го прочитам исто. Напишете го. Напишете го, слободно. Што приметивте од сите што кажа за способност? Ако се префрлите на ресурси, така, кои ресурси би ви требало за тоа? Само да видиме сликата. За да го работите тоа, што кажете дека го имате како способност, така? Компјутер, интернет и исто така програми за обработка на фотографии. Добро, друго? Само тоа? И Facebook профил. Нормално и предзнаење. Оно што го приметив, никој не спомна мобилен. Луѓе. Како ресурс, разбирате? Оно што го приметив, никој не спомна мобилен како ресурс. Зошто? Па мобилниот... Ова ви го кажувам не како критика, сакам само да ви укажам дека многу повеќе се вложува во апликации и во софтвер поврзани со мобилна телефон. Затоа и сета ова битка со 5G и така натаму, да многу повеќе примат добие мобилниот телефон. Ама само ви обрнувам внимание дека и таа способност, не знаат сите на мобилен да работи. Може би некој на компјутер нешто знае да работи, ама на мобилен не знае. Примерно, не знам дали знаете дека целиот Microsoft Office може да го имате на телефони да работите документи Viber да пишувате. Да. Ето, видиш? Значи, на тоа мислам. И сега, она што сакам да ви го кажам е дека немаме време, може да биде во друга прилика, меѓутоа ова е една методологија во која што оние што сакаат да почнат бизнис, можат чекор по чекор да откријат што е тоа што може да им носи пара. Дури после часот, ако некој е заинтересиран, ги видовте способностите, да си ги откриете кои производи би можеле да ги понудите и на крај кои купувачи. Меѓутоа, не сакам се тоа да го правиме, затоа што сакам она што ќе ви го презентирам да ви даде некоја идеја како да ги помините следните чекори. Што производ може да понудам, кој купуваш да го најдам, како да го разменам, тоа и така на. Поред? Да. Одлично. И сега, кога се прави стратегија, има три пристапи. На почетокот вообичаено стратегијата да освоиш пазар и купувач. И тоа е почеток. Вториот чекор, што најчесто се случува, барем кај нашите македонски фирми, да не знае да го задржи пазарот или купувачот. Значи, некој ќе купи еднаш од него, или два пати, ама не знае да ги задржи. И третиот пристап е пазарот да расте, односно да се стекнуваат нови купувачи. Оно што јас ќе ви го презентирам е само првиот дел, а тоа е како да се освојат нови купувачи. Нешто малку имаме и кај задржување, али за раст се уште не може да зборим. И сега, она што ќе биде како предмет е продажба на ракотворби, занаети и мали бизнеси. Ако одиме со пристапот што ви го кажав, што беше стратегијата? Стратегијата беше да се одредена група на занаечи оспособат да продаваат преку интернет и на тој начин да продаваат и подалеку од Македонија и регионот, туку и глобално. И сега, таа група на луѓе имаат производи,
И првиот дел од активностите беше да се оспособат они да добијат способности и ресурси да може тоа да го прават. И затоа прво, преку проектот што овде го пишува, се на енглески се надам не ви смета, мислам убеден сум нема да ви смета, да градени конкурентност преку соработка и иновативност, пристап до странски пазари за ракотворби. И ова е веб страната на проектот каде што се градеше брендот Craft Art for You. И во овој дел, она што ни беше важно, дека имавме занаечи, имавме заинтересирани страни кои што сакаат да ги поддржат занаечиите, дали сите имат програми за поддршка на занаечиството, и ние она што го направивме 4 типа на продукти и услуги. Првиот тип беше да има обука со цел, она што они го знаат, да го подобрат во дизајн производот, и второ, да добијат вештини за онлайн продажба. Значи, да се искористат трендовите креативни индустрии, еколошки материјали и да се спојат со дигитален маркетинг. Од која поминаа таа обука, околу 166 луѓе, следното беше поддршка да го брендираат производот. И овде на 20 луѓе, 10 од Косово, 10 од Македонија, им се обезбеди индивидуална поддршка коучинг за брендирање. 6 индивидуални сесии со цел тој коучинг да ги оспособи прво нивните производи за електронска продавница, а второ, од која ќе ги оспособи да можат и да продаваат. И втората целина беше, првиот ресурс беше тренинг, втората беше дигитална алатка, еве ја гледате. И што е целта? Да на оваа страна дојдат посетители кои имат два избори. Едниот избор е да купат производ, односно да бидат купувачи. Избереш производ, си го купиш и го платиш. Или да дојдат оние што сакаат да продаваат исто. На исто место може некој да купува, ама може и да продава. И еве ова е еден каталог на продавници, за сега има отворено 25, и затоа реков се уште освајаме, бидејќи во нашиот случај на проектот, купувачи беа не само тие што купуваат производи, него и тие што отварат продавници. И ве гледате, некој добро има си ги уредено своите продавници, а некој не добро. И сега во случај, некој може да почне како купувач и да се трансформира во продавач, меѓутоа клучното што е? На едно место се креира пазар. Тој што сака да купува и тој што сака да продава. Оно што следи натаму е како да се зголеми посетеноста на оваа веб страна. Но прво да видиме околу алатките. Доколку некој сака да стане купувач, го гледате ова, се надам, има на една страна, прво мора да се регистрира или како купувач, или како вендор. Мора да пополни податоци, ги испраќа и има стручен тим кој што одобрува продавница или не. Од кога ќе се добие одобрување, секој еден што има продавница може да влезе и во позадина да креира. Примерно овде покажува приход, колку било продажба, ова е чиста заработувачка, бидејќи се плаќа 10% за одржување на, јас го викам, виртуелен битпазар, затоа што битпазар го имаме, ама може да биде и виртуелен. Покажува посети, значи секој еден може да се управува продажбата, може да се менува производна структура, односно асортиман на производи. И еве ги, секој производ се става, го оперираш кога ќе го ставам на излог онлайн, кога нема да го ставам на излог, и да следиш што се случувало како купување.
Значи, буквално продавницата, овде се купувањата, комплектирани, некои поништени, значи еден збор виртуално да се менаџира една продавница. И тоа е од аспект на индивидуален посетител. И сега, овде најчесто посетителите се насочуваат сами да го научат овој дел. Меѓутоа, мора да ви кажам нешто, од искуство сите што сакаат да почнат со дигитален маркетинг или продажба, во суштина не оди тоа така лесно. Зошто? Најголем дел од сите објаснувања инструкции се на енглески. И јас во едно од тие предавања што после ви покажам, ќе кажам дека за некои работи сум потрошил, да кажеме, 2 дена за обична алатка како се користи. И затоа мислам дека ќе има многу потреба луѓето што го знаат ова да го понудат као услуга, за да им ги спремат продавниците од аспект или да ги водат, тоа ние го направивме као коучинг услуга, да ги води 2 месеци да знае како да работи со продавниците онлайн. И сега, ова е дел на индивидуален собственик на продавница. Плюс на ова, значи гледате, имаме некој подобро си го уредил излогот, некој послабо, али генерално производите кај сите се може да ги видите доста добро уредени. Покрај ова има и еден друг дел кој што е администрирање со целата страна. Гледате овде. Се надеваме дека до крајот на мај, бидејќи проектот се уште трае, се надеваме дека до крајот на мај ќе бидат сите овие со добар излог продавници. И сега имаме уште една работа, тоа е има Сашка некоја, да ја пуштам? Да, пушти ја. Добро. И сега, оно што работи со ова продавница, или јас го викам виртуелен мол или битпазар, има преглед на се и ова е веќе друго работно место. Значи, генерално, мислам дека овде ова е full time работно место. Затоа што треба да се следи на дневна основа, има да се следи на Google Analytics колку биле посетите на страната и најважно е, мора да прави и распределба на тоа што е продадено. Само нешто. Еве, например, овој генерално кажува што има во текот на месецот, меѓутоа би требало да се прави и според продавници и еве ова најдобро се гледа. Како е името на темава? Како? Името на темава на ова WordPress-от. Како е да ја најдам? Овде не можеш да влезеш, ова што сега го презентираме админ. Значи, Не, знам. Работам јас со WordPress, него темата што ја имате ставено као позадина е купена или е бесплатна? Сега, овој дел е купен, слушаш? Купена е? Доканот е купен. Доканот е купен. Да, ова алатка е купена. Другите може да се најдат. Али ова затоа што ова е за да се листа по вендор, примерно, еднаш недавно се проверува на тие што продавале од продавницата, колку пари заработали, треба да им се трансферират на нив. Разбирате? Да. И за да може да се листат по вендор или по статус на производ, има можност се листа и по дата. Ова алатка не можеше да се најде бесплатно, си ја платив. Да. Другите алатки беа многу поевтини, али ова е една од поскапите алатки. Тоа беше прашањето. Не, прашањето ова е плугинот. Не, јас сакам да прашам темата, она што е буквално позадината, веб дизајнот, како се вика тоа? WordPress? Да, WordPress-от, али името на темата како се вика? Не знам да ти кажам. Тоа ќе треба да прашам, па ќе ти кажам. Се гледа у темите, кога ќе влезете, се гледа одма како се вика, која тема е активирана. Каде да го направам тоа? Од лева страна
подоле скролнете, тема ќе пишува подоле, значи Добро. подоле уште подоле, Да се тука уште треба да има не може да оде уште ништо подоле. само момент. Не, Не ми нема, кажи. ај во плагини видев да. Во плагин, Да. еве, овде нема теми. Не дава тука. Друг WordPress, друг апдейт е ова. Изгледа да. Очигледно Да, нема, не знам. Не можам да ти кажам. У ова над плагини ствари тоа треба да биде. Ето. Тука Еве ги тема. Ова? Да. Еве сега види, јас не го разбирам ова, затоа има посебен. Го виде? Само момент. Craft for... Па добро, исто се вика како ова. Да. Да, добро, фала многу. Молим. Значи, овој дел сакав да го покријам како ресурс што го направивме. Значи, ова е се уште само ресурс, затоа што реално ние немаме луѓе со способности ова да го водат. За сега се уште се ослонуваме на тој што го дизајнираше и еден вработен во креација има, така да кажеме, 30% способности. Вработени во кооперативите 3, кои што се со барем за овој дел со 15% способности, сега ние сме во фаза да они ги добијат тие способности. Зашто ова го потенцирам? Затоа што оние што се специјалисти во овој дел, еве како што сега што ме прашавте, сигурно добар дел од вас знае тоа да го работи, треба да знаете дека фултайм работни места ќе се отварат или ако не друго, ако одржувате вакви 3 или 4, може да обезбедувате повеќе од една плата. И овие се така наречени новокреирани работни места. Јас само ви кажувам во кои области може би ќе имате идеја каде да се фокусирате. Едната област е алатките, а другата област е комуникација со купувачи и следење на купувачи. И сега, овој ресурс го надополнивме со социјални мрежи, тоа веќе многу подобро го знаете, али само би го презентирал накратко. Прво направивме Facebook страна за проектот со цел да привлечиме заинтересирани за најчи, иако комуникацијата беше и по директни телефонски разговори преку асоциации као Комора за најчи и така натаму. Меѓутоа, клучната цел беше да се привлечи што поголем број на заинтересирани за проектот, за да тие што имат амбиција стварно да продаваат онлайн, да име дадеме таа шанса. Затоа што ова беше проект за... Еве го, пошто има видео и заради тоа малку е потешко, не беше ова видео претходно, ставено од скоро. Следното беше следното, од кога го отворивме овој имолот или e-shop, повторно се отвори веб пейдж, сега со цел да биде и некој вид директни... Само нешто с професорката, ево да не треба да видите. Значи, овде директно се отвара она за порака, за да некој одма се покрене на акција, да праша, да се заинтересира и така натаму. Фактички, ова алатка е направена, некој кој ќе дојде овде, веднаш да го натераш на акција, ако нешто му се допадне, да влезе во комуникација, да размени информација и така натаму. Иначе системот да се, она што ви го кажав, крајната цел на комуникацијата, да се покрене другиот на акции, првата меѓуцел е да се разменат информации или да се презентира нешто. Резултатот од тоа мора да биде прашање и одговори, тоа веќе го знаете на секоја веб страна, и постоја следи акција или понуда или нарачка и така натаму. И овие две се на Facebook, иако има и на LinkedIn, има и на Instagram. И сега, овие се поразвиени алатки за домашниот пазар и за регионалниот, мислам Македонија, Косово, Западен Балкан. И последниот таргет беше, само нешто, не ова,
Последниот таргет беше да се стигне до глобална платформа. Не знам дали сте слушнале. Etsy е глобална платформа за продажба на занечески производи. Има околу 12 милиона производи. И она што можевме ние како ресурс да го направиме од проектот, беше да направиме заеднички профил за овој Mall Craft Art for You. И со тоа што најчесто ги повикуваме ако сакаат да доаѓат таму да купуваат, а не од овде. Значи повеќе би бил као промоција, иако има можност и овде да се купува. И буквално ние пресликавме ова на ова веб страна. Како што таму има можност да се само момент. Како што таму има можност да се бира на Etsy по цена, по тип на производ, исто и на оваа страна има можност за тоа. И од прилика тоа би било како на кој начин во пракса се работеше на способности и ресурси. Производот што треба да биде од сето ова би бил повеќе услуга, некој да дојде овде и да понуди производ. Као некој вид, да кажеме, кирија. И тоа би биле најмногу малите бизнеси. Во Македонија ги има активни околу 50.000. Ова состојба што се случи ги натера сите да размислуваат на тоа прашање. И лично мислам дека нема да се оди назад, затоа што тие што тргнаа видоа дека со некој си, барем кај нас за без пари, а некаде со 5 евра или 10 евра месечно, а нашата нема да биде со наплата, туку само со провизија од продажба. Значи, ако продадам, ќе платам, ако не, добиваш продавница каде што 24 сати е отворена и каде што можеш да комуницираш со голем број купувачи и на различни начини. Еве тоа... Сакам да прашам, страната колку прегледи, мислам, има месечно, дневно и тие работи, дали смеат да се знаат или не? Смеат. За сега, првиот таргет беше 1000. На кој ниво, на месечно или на дневно? Дневно. Меѓутоа, дневно е достигнато до 300. Добро. Значи, првиот таргет е 1000, а вториот таргет е 2000 дневно. Морам да кажам, ние не го форсираме, затоа што се уште не се сите оспособени да си ги менаџираат продавниците, и затоа сега во наредниот период има серија од обуки со кои што им се помага. Затоа што веќе кога ме подсети за ова, би сакал само уште една работа да направам, а тоа е на кој начин одиме кон тоа да преминеме од освојување на пазарот кон одржување, а тоа е преку веб страната на креација. Само да ја отворам, па ќе направам скрин шер. Нема скрин шер така сега, така? Јас направив од мобил, ама ќе направиме. Еве, вака сега. Сега гледате? Да. Има сега, така? Да. Сега видите, како резултат на тоа што го направивме како ресурси, веќе со тимот од кај мене почнуваме малку и повеќе способности и услуги. Ова што ви го кажа до сега, ако пуштите овде, на кратко во 7 минути е објаснето. Промо. Можеш поголемо тоа да го направиш? Да го прошириш? Сега го правам тоа.
Малку ќе ми земе време, очигледно е заради Нема да се секираш за времето, ние онака, мислам, сме во рамките на часот, Добро, но добро, добро. Има глас? Има глас? Имам, уште врти. Аха. Еве. Резолуција намалете му и ќе се уклучи. Како да намалам? На запченичето. Може би Рефреш, кај можеш да направиш Ристо? Таму од твојата страна. Иво, очигледно. Чекај да ги затворам. Иво, Да, тука сум. ќе слушаш? Да. Рефреш на неговата страна да направи. Да, ама мислам дека направи веќе еднаш, така да сега треба пред да го пушти видеото, ако му дозволи да смени квалитет на видеото. Резолуција. Да. Пошто не дава, пуштете го без да го развлечете на цел екран и од таму Добро. намалете му резолуцијата, па после ќе го пуштите на цел екран. Ама не ми дава, гледаш. Аха. Ај вака ќе направам. Ај на Чекај. трите точки горе десно. Дечки, зумирате од телефон, вие не треба да зумирате. Само од телефон се зумира и нема проблем. Ние можеме да зумираме. Како? Така да. Ние од телефон можеме да зумираме, не треба вие од таму. Така Не да, разбирам. ние на телефон може да ја зумираме презентацијата, вие не може да ја зумирате. Али ајде пробаме се ова што вика не ми дава да сетирам. Ете, сега ќе ви дозволи. Каде? Ете Видиш? таму, тоа кај што е автоматско квалитет треба да го смените од 240. Вовде? Да. Ајде да видим. Ајде сега. Почна. Нема звук. Ама нема звук, да.
Јас бидејќи нема звук, Христо, сакав нешто само да... Нема звук? Нема, не. Ти го слушаш? Без разлика, но ти ова нас ни го објаснуваше по слайд преска. Да. Сега? Не, јас не слушам ништо. А вие? Не. Нема го. Тогаш подобро ќе биде вие да си одите таму и после часот да ги изгледате. Накратко, идејата беше да ви кажам дека сето ова што го зборе во 7 минути како промоција е направено и се пушта со цел да ги заинтересира пред се занаечиите, односно малите бизниси кои сакаат да отворат веб продавници. И сега, таа поддршка овде во наредниот период е бесплатна, со која цел да се обезбеди што повеќе продавници и морам да кажам дека веднаш штом отиде ова видео, се с голем интересот и посетеноста и второто видео може да го видите, каде што е 50 минути и каде што буквално има упатство како се користи бекапот на продавницата, она што ви го покажав, како да си направиш асортиман на производи, како да ставиш слика, како да го објасниш производот. Значи, тоа е малку подолг дел и сега, кога го пративме тоа на тие што имат продавници, претходно како што беа, никој немаше банери и слики, буквално од еднаш 6 луѓе за помалку од недела дена, иако беше празник, веќе почна тоа да се го апдейтираат и да го прават. Ова следното видео е како PowerPoint 2016 овозможува презентациите да ја направиш као видео со твој глас. И да презентираш производ, да презентираш час. И буквално да го пуштиш, да после тоа се гледа од кој сака. И овие се веќе некои други предавања, повеќе на теми што ги спомна Сладжана. Меѓутоа, клучното е дека, што сакав да кажам, на овој начин се повеќе привлекуваме луѓето да ги користат тие алатки. И сега, зашто го спомнав ова? Заради тоа што многу ќе треба поддршка за малите бизниси за да се префрлаат онлайн, да работат. Било да се веќе за промоција ги има, меѓутоа клучното е дека многу малку се верзирани за онлайн продажба. Може ја да прашам нешто тука? Да. Околу оваа целна група. Дали се тие образовани луѓе, бидејќи се гледа дека се креативни, работат со раце, работат со креативен ум. Сега, ова нова технологија, мене ми е тешко понекогаш да ја совладам како човек кој можеби е толку многу едуциран и не ги запоставува работите во технологијата. Секој ден учам нешто ново. Ме интересира како тие луѓе, ако не се доволно едуцирани само по себе, да речем, со високо образование и така да им е во крвта да се надоградуваат да учат, за да може да ја сватат некои работи од технологијата, бидејќи заклучив дека они не знаат ни англиски. Да. Значи, да ми кажеш, кој е пазарниот сегмент на вендорите? Па вака, вообичаено сите имат проблеми со ова, затоа што кај нас многу малку се работи. Но, имам тим на луѓе, кои што ги гледат овие малите видеа, прво, ќе се продолжи со правење на такви мали видеа, и не со цел дека они веднаш ќе бидат способни да го прават.
туку да видат дека не е толку комплицирано. И плюс тоа тие луѓе им стоят на располагање. Ако имат проблеми, например вчера од една што има продавница, ни пушти мејл со 6 проблеми што ги имаше. И му одговоривме како се решава. И полека ги градиме како прашања и одговори, кај што кога ќе му се јави некој проблем, веднаш ќе може да види како се реши од аспект на алатки. И сега се повеќе го зголемуваме тој тим. Да пример, тим за алатки Игор Банчевски, Игор Мишевски, тим за дигитални, за социјални медиуми и Маркет Дигитал Академи. Марија Манева, не знам колку ја знаеш, може да видите таму. Значи, буквално ние сме сега тим и знаеме дека и ако некој на прв пат го гледа ова, нема да може одма. Нешто ќе направи погрешно и така натаму. Меѓутоа, исто има и кај да се обрати, пак на македонски, не на англиски. Да му се јави и, ако не одман, за еден ден ќе му одговорат. И суштината е дека не е само видео, него има и луѓе што ќе им помогнат. Али клучното прашање зошто е ова сега тешко? Што мислите? Зошто е тешко да се продава онлайн? Има некој идеја? Пошто луѓето не се доволно едуцирани, не знаат колкава е нивната заштита да купуваат. Друга идеја? Ова е потешко да се убедат кога не е лице во лице. Што рековме дека е заедничко за бизнисот, тоа се сеќавате на шемата. Ова шема, што рековме дека е заедничко? Само сега да го напомнам. Што е заедничко за се во бизнисот? И за било кој бизнис? Ристо, она профитабилноста на бизнисот на крајот иде преку комерцијалниот дел за наплата. Јас многу ретко избегнувам да купувам онлайн, освен сметките што ги плаќам БЕК и сите тие комунали. Друго ништо не сум нарачала онлайн. Заради тоа што баш не сум сигурна колку е сигурно онлайн плаќање. Супер, одлично ова што го кажа. Да се надоврзам на тоа. На продуктот онлайн и од кога ќе стигне сосема различен 90% од случаите. Да, ама видите сега, овде на платформата има 7 дена време купувачот да каже дали е задоволен или ќе го врати. И парите стојат овде, не му се дават на тој што ја има продавница. Само кога ќе потврди купувачот дека го примил и ќе го користи производ, тогаш он ги добива парите. Значи овде има заштита во смисла да ти ги вратат парите. Второ, 400% е покачена онлайн продажба и без вирусот во Македонија, а да не зборам и за другите места. Јас ќе се вратам на клучното според моето сознание и искуство, што е тоа што ги кочи луѓето. Ако се сеќавате на слайдот, ако уште ви е во глава тоа што ви го покажав, кој е заеднички именител на бизнисот? Ама во се, и кога гради способни седи. Се сеќавате, кој беше заедничкиот именител? Комуникацијата. Комуникација, точно. Е сега да ве прашам нешто. Што мислите, кои се два зачина, јас ги викам зачина, кои мора да бидат во комуникацијата за да се случи ова? Зачини ги викам затоа што најчесто се без нив. Значи, постои комуникација, ама без нив. Имате идеја? За понудата и побарувачката? Не, кога има комуникација помеѓу две страни. Така? Таа треба да заврши на крајот со акција, да. Со комерцијална акцијата како завршува во Да, ама за да дојде до комерцијална, кои се тие двата, јас ги викам зачини. Например, дали ти со секој довербата? Едниот е доверба. Вториот? Лојалност. Не. Па, тоа нема лојалност да го кажеме почит. Значи, меѓусебна почит, така? Квалитет. Не, тие се две работи. Значи, разликата од стандардното, ти кога имаш физички контакт и со продавачот, и со производот, веднаш почнува да ти се зголемува довербата кон
тоа што сакаш да го земеш, така. Можеш со свој сетила да го видиш, да го пипнеш и така натаму, и го забрзува времето на купување. Ама овде онлайн, времето на градење на доверба и почит меѓусебна, така, пошто некогаш има некои, не ги почитуваат сите купувачи, ќе постои прашање, не му одговара, па дополнително го искривира и така натаму, се тоа се одразува на бизнис. И заради тоа што тука е многу тежок процесот на градење доверба и почит меѓусебна, многу помалку е успешно продавано. Примерно, не знам дали во некој предмет сте училе како оди градацијата да ја предвидиш продажба во традиционалниот дел. Сте училе за тоа? Процесот? Да. Процесот како оди? Да. Да, продажба го учевме. Добро, тогаш, за да продадеш До 10... затварање, до крајот до затварање. Одлично. Прашање до сите. За да продадеш 10 производи, што треба да направиш? Бараш процесот да ти го кажат? Не, треба да направиш само една огромна акција, која што ќе треба да ти гарантира 10 продажби. Кој е таа? Ниска цена и квалитетна услуга. Добро, може би пошто да не ве мача многу. Значи се работи за бизнес статистика и на светско ниво. Која вели вака: ако на 100 луѓе ги информираш и им понудиш нешто, 30 ќе те прашат што е тоа, како е тоа и така натаму. Да го решиш проблемот нивен со самото тоа. Не, едноставно на 100 луѓе им кажуваш нудам обука, нудам вака, нудам така. На 100 луѓе. Од тие 100, вообичаено 30 се заинтересираат, имат интерес. Например, колку кошта тоа, па како се испорачува, по која цена и така натаму. А само 10% се купувачи. Значи, ако сакам да продам 10, јас морам минимум на 100 да ги посетам директно да комуницирам со него. Ама во дигитален маркетинг не е така. Ако овде процесот 100 информирани, 30, ако сте слушали за зборот leads значи нешто што води до купување, 10 се купувачи. Во дигитален маркетинг е да не 30% прашање, од 2 до 4% има интерес и прашање, а 0,2% во најдобар случај купување. И сега, ако сакам јас да направам 10 купување, јас треба да стигнам до потенцијални 50.000, да ги информирам. Така. Ама сега па давам можноста. Ке платиш, ке оде до 50.000, имаш можност за тоа и многу полесно, само ке платиш и ке стигнеш до поголем број на луѓе. Се тука кај нас има проблеми, кои ќе прашат дали може да му одговорат, се уште немат го стандардизирано процесот, она што кажува е квалитетот, не само квалитет на производ, него квалитет и на услуга. Од кога ќе праша нешто, кога ќе му се одговори, ако нарача, кога ќе му се испорача, кога ќе се потврди нарачката и така натаму. И тоа се уште не им е стандардизирано кај многу што работат, и сме научени тоа така спонтано да го правиме, а во овој дел тука не е можно спонтано. Тука дури вика цена во инбокс. Ќе одат да се рекламираат, ти прашуваш за цена, а она ти вика цена во инбокс. Што е страшно да ја покажеш цената покрај производот? И сега што е тоа? Те почитуваат или не? Да. Што ти викаат? Значи, да. Па и ќе... Тоа е непочитување, разбираш? Да. Затоа што не си важен, како клиенти викат, оди таму, оди ваму. Важно се рекламира. Сега, тоа би било се, освен последниот дел, дека на веб страната на Креација покрај ова, чисто да видите, има и интелектуални продукти надвор од ова, кои што беа креирани преку проекти. Само да видам, не гледате, предпоставам, така? Не, бидејќи не е на скриншот. Да, сега ќе го направам. Гледате? Еве, сега, да, гледаме.
Значи ова е еден продукт, бренд, друг продукт, продавница, трета сертификација за енергетска ефикасност и четвртото е фер со потрошувачот, исто така поддржано од проекти на Европска унија. Ова ти е сертификатот, ние што ги дававме или не, друго е ова? Да. Што го даваше и факултетот, така? Да. Сега повелете прашање ако има. Или прво кажете ми дали ви се допадна, да кажете нешто, зборев толку време. Да. Да, е барем нешто, некаква реакција. Ајде кажете на вистина, па заслужува цело време, ние сме маркетари сега, нели на часов. Правевме многу убаво предавање имаше, не секојдневно. Треба нешто... Сара вели, добро, аплауз, фала ти Сара. Сара изгледа нема ова... Елена, фала. Петар исто. Супер. Фала ви многу. А дали аплауза значи да побрзо да завршиме? Па, ја мислам дека веќе се ближиме кон крајот на часот. Ама, ти си секогаш интересен така да можеме у вторник уште едно предавање, ако сакаш да ти направиш. Јас би сакала да ви се заблагодарам за одличната презентација, но во исто време би сакала и да ве прашам, бидејќи видов дека имате голямо искуство со европски проекти. Добро. Дали можеби би размислиле за некакво такво предавање во иднина да одржиме? Секако, само ќе треба малку појасно да ми дефинирате што точно ви интересира. Значи напишете ми. Еве, заедно меѓу вас ми пишете, ме интересира тоа како прашање. И така би било подобро да не ви кажувам нешто што не ви интересира. Одговара така? Да. Ќе ми испратат предлози, Ристо, ќе направиме концепт. Не мора многу. Например, клучни прашања 3, 4, 5, може и повеќе да бидат, ама од 3 до 5, чисто да знам кон што е насочен интересот, за да можам на тие прашања да одговорам. Затоа што јас ова уште не сум го завршил, сега јас ви предавав, сега јас ќе барам нешто од вас. Може или не може? Професор? Може, повели. Смеам да барам од вас нешто? Да, секако. Бидејќи во поканата ги имате сите линкови. Би сакал да потрошите пола сат и така поминете ни сите со една цел. Што вие може да ми понудите да работите? Како идеја? Не како работа. Значи, оно што ќе го видат, например, можам да подобрам ова. Да подобриш? Што да подобриш? Да, ама тоа они да го направат, не јас. Значи, Да. може тоа се подобри, јас знам да го направам. Како сега кој ме водеше овде, кога рече ако сакаш да побрзо оди, ќе кликнеш таму, така? И сега како предлог, може да се направат сликите вака, намали резолуција, може на Facebook да биде така, ама да ме предлагате тоа што вие може да го направите, не јас да го правам. Збирате? Даваме чесен пионерски збор. Не е задолжително. Суштината е ако го почувствувате тоа, поминете и видете, затоа што така се создава професија, експертиза и бизнис. Свирате? И после тоа може, кога ќе збориме за проекти, да истовремено од вас што сте правеле и што ќе ми дадете, од вас да направам, до тоа да направам проект и да биде пак за вас, не за мене. Договорено ли е, драги мои студенти? Договорено, можеме да говориме на овој предизвик, можеме, така? Дали разбрате прво што уствари барам од вас? Под еден да ја посетат... Чека, професорки не чека. Сакам они да ми кажат дали ме разбрат што барам од вас. Да ги отвориме линковите, ако имаме забелешки да ви ги испратим. Што знаеме ние да ги подобриме. Свои идеи, не само забелешки, него и како вие би можеле, збориме, овде сте поединци, не сте група. Значи сите ги пишувавте поединечно способностите, така?
сигурно тие не се само тие, имате и повеќе, пошто ги покажавте за време на предавањето. Она што вие го имате како способност, ќе го забележите и ќе го понудите. Може? Го имате имейлот на професорката, кажете, би подобрил, например, на страната тоа, кај видеото тоа, или кај овој дел тоа. Ако сте расположени да размислувате, затоа што знаете ли што е целта на учењето? Ке поставиле прашање што е целта на учењето? Не треба да размислуваме и да спознаеме валјда нови работи. И што ќе правите после? Да знаеме да ги искористиме, да ги употребиме. И добро, тоа не е уште целосен одговор. Значи да знаеш нешто, да можеш да го употребиш и на крај Да профитираме од. Прескокна го. Тоа е четврта шока. Пред тоа е едно нешто друго. Значи да знаеш, да можеш да го примениш и да го добиеш резултатот што го сакаш од таа примена. Некој ќе научи да прави некој јадење, така? Го прави, никако не е вкусно, така? Никој не го јаде јадењето. И шо ако знаеш да го правиш, имаш рецепт, има се, ама никој не го јаде, така? И што никој нема да го јаде, никој нема да го плати. Да, ама јас се трудев, ама ти се трудеш, ама пак ѓубре. Нема резултат. А ти напред чекорите кои се? Знаење, да го примениш, како вештини што го велат, ама кога ќе примениш таа вештина, да го добиеш резултатот што го сакаш. А тоа значи другите да го купат. И тогаш ќе имаш профит или заработувач. Има смисла. Значи, за да не се мачите со третиот и четвртиот, ви давам само првите два да ги направите. Поминете низ линковите и кажете ваши идеи, што би направили. Не може 100% да бидете вие, ама да знаете што сакате да се постигне. Како размена, тоа е размената. Така, јас сега ви предавам, се вие нешто да размените со мене, да ми дадете некоја идеја. Па добро, во маркетингот размената е најважна работа, заради тоа што ако не постои размена, нема да нема дружење. Молам? Нема дружење, нема пазар. Да, нема дружење, нема пазар. Јас фактички би кажал дека имаме две работи. Првото, поврзано со ова предавање, ако осетите дека имате нешто што може да предложите и вие да подобрите, или да додадете, не мора да е подобрување плюс да се стави. И второто, останува прашањето за проектот и за која дата би била тоа. Валда од една недела од сега, така? Да, бидејќи ние имаме вторник и четврток настава. Тогаш четврток. Така. До четврток ќе комплетираме во поглед на она предлози и идеи. Јас ќе ти пишам веќе до понеделник, најдоцна се надевам, ќе бидам во комуникација после часот со моите студенти и ќе имаш време да се подготвиш, драг мој колега. Ми беше многу мило, иако не ве видов на камера. Ама еве гледаш, кој се од мобилен, кој се од лаптоп, кој нема микрофон, кој нема камера. Но заради тоа, ама затоа па сите имаат мејлови и сите ќе дадат некаква сугестија, јас верувам. Еве гледам има чат тука некој, се обидува, еве го Петар Ѓоргиев вика предавањето е супер професорке, али јас морам да одам на работа, ова Иво, добро, отиде Иво, имајте убав ден. Нешто ќе ве прашам после предавањето во врска со страната на професорот, имајте убав ден. Значи јас на сите ќе ја испратам твојата веб страна после овој разговор на групата, за да може да ја посетат, оти предпоставувам дека Иво тоа ме прашува, и за да може линковите да ги отворат, бидејќи таму ќе ги најдат. И малку да ја истражуваат твојата веб страна, нешто како задача од мене, бидејќи учевме за веб страни. И сега
Да, и сега нешто лично за сите вас. Значи, ако успеав некако да ви пренесам дека тоа што е најважно и највредно кај вас е вашето внимание, размислете дека секогаш имате, наместо да слушате една лоша вест на телевизија, секогаш да најдете две работи, што не се против вас, не ве загрозуваат, ама најубаво нешто што ви се допаѓа. Ви дадовме сега две работи кај што можете да го посветите, ако не целосно, али еден дел од времето вашето внимание и така нешто да дадеме и да надградиме во обуката. Така. Фала ви многу уште еднаш за вниманието. Ристо, ти благодарам многу бидејќи ти ја исклучуваш сесијата, ти си хостот. Им благодарам на моите драги студенти, ќе ве контактирам на мејл. Веднаш после ова ќе ви испратам на Кроација страната, ќе ви поставам и јас неколку прашања и после тоа ќе го информираме нашиот гостин за уште едно овакво инспиративно предавање, а од него може само да се учи. Ако ви кажа дека има 60 години, вие знаете дека ја имам 60 години, ама значи ние сме генерација, ама јас до ден денеска учам од него. Ви благодарам многу уште еднаш на сите. Ви благодарам. Благодариме и на вас. Ви благодариме. Благодариме многу, убав ден. Убав ден и на вас.